Жарко и на Ристо, бидејќи е во тој контекст, најпрво сакам да изразам голема благодарност, почит и еден длабок поклон пред сите вас што сте тука, но и сите кои што не се тука, а стојат цврсто, непокорно на браникот на највисоките национални и државни интереси. Само непокорот, по кој што е познат македонскиот народ, ќе го спаси, односно ќе не спаси нас и нашата држава од ова зло. Затоа ќе го прочитам следново, бидејќи сите ние овде што денес ја подпишавме ова декларација, сите кои што ќе се придружат и кои што секојдневно делуваме на разни легитимни начини, имаме одговорност, значи спрема самите нас, спрема Македонија, спрема македонскиот народ и во духот на тоа што ќе го прочитам, всушност за да ги продолжиме сите превземени легитимни начини дејства, како да отфрлиме се од ова што ни е наметнато и што се планира да се дозаврши. Затоа еве ќе го прочитам следново. На народната дебата на 4.8.2018 година присутните со аплауз го поздравија подпишувањето на декларацијата за заедничкото бойкотирање на референдумот. При тоа, поради решеноста на нелегитимната антимакедонска власт да ги спроведе злосторничките планови за разнебитување, редефинирање, рушење на македонската држава и македонскиот народ, што всушност е своевиден современ геноцид и продолжување на грчкиот геноцид врз македонскиот народ од балканските војни, едногласно ја поддржаа иницијативата за обединување на сите промакедонски сили и побара надминување на сите меѓусебни омрази, антагонизми, егоизми и да си стапат сите субјекти во коалиционо единство со својот македонски народ со цел за спас од окупаторската диктатура. Ете, во последно време создадени се две значајни крупни групации. Под еден СУМ координативна мрежа, под два единствени вака работно, нели го дадовме тоа име на оваа група, и под три создадена е основа на Народно собрание со избирање на народни представници на два народни собири кои што се одржаа на 24 и 25 февруари 2018 година пред собранието на РМ. Создадено е, значи, тројство за спас на Македонија. Тројството е универзален принцип да се подвижи нешто, некоја креација кон процес на реализација. Затоа, сите да се обединиме, овие кои што ги спомнавме, кои што веќе се на таа линија, и тогаш ќе бидеме обединети и ќе можеме да се справиме со сето ова. Поинаку, невозможно е да биде успешно се што сме превземале и што мислиме да преземеме. Тоа е мојот апел и порака од овој свечен чин и ден.